Социјалдемократскиот сојуз ниту сакаат држава без корупција, ниту имаат намера да донесат квалитетен закон кој е резултат на дебата. Повторно сме сведоци како СДСМ и владата насилнички и составање на европско знаме на предлог законот сакаат да го протуркаат законот за спречување на корупција и судирот на интереси и со тоа да оневозможат дебата за истиот. По трет пат во собранието го доставуваат истиот предлог закон, најпрвин од страна на владата, потоа по скратена постапка го предложија пратеници и сега повторно истиот текст го доставува владата со европско знаменце и по скратена постапка, со што во собранието во моментов имаме два исти закони во процедура. Ова е класичен пример дека власта не сака конструктивност и дебата по однос на законот за антикорупција, за кој толку долго ја замајува јавноста и меѓународната заедница. Не обвинуваа дека ние со предложените амандмани сме го кочеле процесот на носење на законот. Напротив, амандманите поднесени од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се суштински и значително го подобруваат законот во насока на поголема професионалност на антикорупцијската комисија, зголемување на транспарентноста во работењето и намалување на корупцијата кај носителите на јавни функции во државата. Се она за што од петни жили критикуваше Социјалдемократскиот сојуз додека беше во опозиција. Ние и за овој закон повторно ќе ги поднесеме амандманите со кои се имплементираат забелешките на ГРЕКО, амандманите со кои ќе се овозможи поголема професионализација на државната комисија и кои ќе намалат корупцијата во државата. Имено амандманите на ВМРО-ДПМНЕ се од суштинско значење, со што би се спречило антикорупцијската комисија да се претвори во еден вид партиско тело за реваншизам и пресметки со неистомислениците на власт. ВМРО-ДПМНЕ преку амандманите сака да ја спречи злоупотребата на антикорупцијската комисија и да создадеме комисија која што професионално ќе се бори против корупцијата и судирот на интереси во нашето општество. ВМРО-ДПМНЕ апелираше уште пред референдумот да се формира антикорупцијска комисија.